Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Представничкиот дом на Конгресот под контрола на републиканците денеска гласа по буџетски документ на кој Белата куќа вели дека председателот Обама ќе стави вето. Ова е дел од политичкиот театар што деновиве го гледаме во Вашингтон. Почнуваме со вестите. Актот што го предлагаат републиканците бара $милиони веднаш да бидат скратени од трошоците, $трилиони да бидат во идни ограничувања на трошоците, како и конгресен уставен амандман што предвидува балансирање на буџетот, оневозможувајќи ја владата да троши повеќе отколку што прима. Конзервативците велат дека усвојувањето на овој документ е услов тие да гласаат за кревање на лимитот на задолжување со што САД би избегнале неможност да си ги платат финансиските обврски. Но дури да мине во представничкиот дом, документот има мали шанси во Сенатот, што е под контрола на демократите, а председателот Јонака вели дека нема да го стави подписот на него. Значи, целата оваа активност нема практично никаков ефект. А од другите вести, владата во Скопје треба да знае дека не ќе може да појде напред во европската интеграција се додека не го реши прашањето за името, а Грција мора да биде подготвена да прифати како тоа ќе биде решено. Ова го кажа американската државна секретарка Хилари Клинтон во интервју за грчката станица Sky, направено за време на незината посета на Атина. САД не можат да се оградат од скандалот што деновиве ја потресува Британија. Во основа се работи за прислушкување на телефони во таа земја, но овде, во САД, има легални импликации зашто седиштето на инволвираниот медиумски гигант, чиј председател е Руперт Мурдок, е во САД. Што се во ова всушност значи за Соединетите Американски држави, ќе ви кажеме во следниот извештај од Њу Јорк. Неколку американски сенатори и републиканскиот конгресмен Питер Кинг побараа истрага дали компанијата на Мурдок прекршила американски закони. Генералниот правобранител Ерик Холдер, Комисијата за промет на хартија од вредност и FBI одговорија со прелиминарна истрага. Джей Фаху, поранешен федерален обвинител, објаснува. Од аспект на кривичното право се работи за законот за странска пракса на корупција и веројатно има некои прекршување на приватноста преку пошта и електронски. Може да има и подкуп доколку на компаниите на мобилни телефони им било плаќано. News Corporation наводно ја подкупила британската полиција да добие информации за приказни што ги пласира во таблоидот News of the World. Поранешен уредник во весникот Енди Кулсон, кој некогаш бил и портпарол на британскиот премиер Дейвид Камерон, уапсен во случајот што инволвира не само можно прислушкување на телефони во Британија, туку и во САД на жртви од 11 септември. Бизнисот на News Corp претрпе мултимилиардерски загуби во доларска вредност и беше принуден да се откаже од понудата да ги купи British Sky Broadcasting, најголемиот британски сателитски емитувач на програма. Но Феликс Джилет, новинар од Bloomberg Businessweek, вели дека скандалот нанесе и голем удар за акциите на компаниите. На хартија тие изгубија повеќе од $5 милиони. Мислам дека акционерите се нервозни за иднината на целата компанија. Руперт Мурдок е председател на News Corp, роден во Австралија со американско државјанство. Неговиот имот вклучува холивудско студио и телевизиската мрежа Fox и многу е моќен меѓу американските конзервативци. Многумина го критикуваат за консолидирање на медиумите и оневозможување на јавноста да добие различни погледи за да носи информирани одлуки во едно демократско општество. Дин Старкман од Columbia Journalism Review вели. Скандалот во Британија има потенцијал радикално да го смени медиумското милје таму, во Соединетите Американски држави и во целиот свет. Старкман вели дека скандалот со прислушкување на телефоните може да им даде поголема моќ на помалите медиумски организации да се спротистават на News Corp. Едно од сценаријата е 27 дозволи за емитување на програма во САД, што ги издава Федералната комисија за комуникации, да не бидат обновени.
секогаш близу до исчезнување во многу земји, сипаниците може повторно да стануваат закана. Центрите за контрола и превенција на болести велат дека 33 земји пријавиле зголемување на случаите на сипаници. Научниците тврдат дека нема да биде лесна борбата за нивно целосно искоренување заради недостиг на финансиска поддршка и политичка волја. Токму кога стручњаците мислеа дека се близу до целосно искоренување на сипаниците, тие се појавија во неколку земји во Европа, Субсахарска Африка и Азија и не само во земји со ниски примења. Андреа Геј од иницијативата Сипаници, меѓународна група за искоренување на оваа болест, вели дека и развиените и земјите во развој се соочуваат со проблеми на ставање под контрола на инфекцијата. Во повеќето случаи во земјите во развој, кога децата не се вакцинирани, е бидејќи немаат пристап до вакцините. Но во развиените земји таков пристап е овозможен. Повеќе се работи за избор, таа можност да не се користи. Геј вели дека педиатрите мора да бидат поподготвени, а владите по-проактивни во спречување на појава на малите сипаници. Децата се најподложни на оваа мощна заразна болест на респираторниот систем, што може да резултира со компликации како слепило и оток на мозокот. Во екстремни случаи може да биде и смртоносна. Од мали сипаници дневно умираат по 450 деца. Обединетите нации се справуваат со болеста со години, но експертите додаваат дека од особена важност е да се елиминираат малите сипаници од сите делови на светот, бидејќи во спротивно ќе продолжи да циркулира и да се враќа во регионите каде и натаму постои. Геј додава дека потребно е само $1 по дете за да се обезбеди вакцинација. Според иницијативата Мали сипаници, помеѓу 2012 и 2015 година ќе бидат потребни околу $212 милиони за да се искоренат малите сипаници до 2020. За утре, последниот извештај во САД покажа дека невработеноста не само што не опаѓа, туку расте. Во исто време, политичарите не можат да се договорат како да ја поместат економијата од мртва точка. И што се случува? Бизнисите не вработуваат зашто не знаат едноставно каква е ситуацијата со економијата и кругот тука се затвора. Гледате утре во Newsflash. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Ако појдете на нашата веб страница, адресата е glasnaamerika.com, ќе најдете многу повеќе содржини. До гледање до утре.